raduvaj se, raduvaj se, čedo Božje. Raduvaj se, po Isusa ukrepi se. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Raduvaj se, возлюби me, ljubov moja vo tebe. Raduvaj se, nauči se, da prostuvaš i ljubiš se. Radost moja, ljubov moja, duša tvoja. Vam, Tatko moj koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bude volja to Tvoja, kako na nebo to, taka i na zemlja ta, taka i vnatre vo mene, vo moje to srce. Lebot naš nasušen, daj nego i danes, i prostini gi dolgovite naši. Ние зборуваме за Татко Небесен и за деца на земјата, кои треба да се вратат горе во духовната природа, во царството на љубовта, во вечен живот. Но како да се вратат и зошто да се вратат и што се случува во меѓувреме, се битни работи. Зборува и денеска низ мене, Татко мој, го отварам моето срце да направиш сокровиште, Господе Исусе Христе, со Отецот Небесен. Ти зборувај низ мене, ти врши ги делата. Нека Духот Свети ги допре сите оние кои се жедни за Твојата љубов. Нека потечат живи реки од мојата утрова. Да се напием од живата вода дарум. Те сакам, Господи Исусе Христе. Римјаните, 3 глава, се однесува до мавровците, до скопјаните, до македонците, до армакедонците. Се однесува до сите наши соседи, бугари, срби, грци, албанци, НАТО, Европска унија, кои негираат суштествувањето на Македонија, нешто што е запишано во живиот катастер, во Божиот катастер, во Божиото Слово. Те сакам, Господи Исусе Христе. Каква е предноста на јудејците или која е ползата од обрезанието? Ние имаме избран народ, израелци, евреи, кои имаат завет со Бог и се обрезуваат. Аврам се обрезува. Старозаветно се обрезуваат и муслиманите денеска, сепак се убиваат и се тепаат. Значи, зборуваме за избран народ кој ги знаел словата и писмата, а сепак дојде кај своите и своите него примија, го распнаа Исуса. Која е предноста на јудејците или од која е ползата од обрезанието? Од било кој надворешен обред нема никаква полза. Верувајте ми, голема сепак. На некој начин е голема. И пред се што им се доверени Божјите објавувања на израелците. Тие ги знаат словата, ги читаат и денеска и се уште чекаат да дојде Исус. Исус дојде во меѓувреме, го распнаа, тој избра народ, ќе изберам народ што ќе го прослави моето име. Македонец кој го повикува Бог. Па што ако некој не поверувале од тие? Знаете, дали нивната безверност ќе ја уништи Божјата верност? Па не, Бог не зависи од нас, Отецот Небесен. Ти можеш да не веруваш дека постои, но не го менуваш, не ја менуваш суштината, на крајот на животот ќе паднеш, ќе овкаш и ќе викаш: зошто ме остави Господе? Имав една визија, го кажувам тоа. На крајот, вели, вашите луѓе ќе имаат визии и соништа. Како овој свет се разлага, се распаѓа. Се разлага, распаднат дух. Како коцки од некоја слагалка. Се исчезно и луѓето вреска: зошто не остави, што сме ти направиле? Знаете, Исус само еднаш вели: татко мој, зошто ме остави? Колку пати си повикал ти во својот живот кон Исус, а потоа велиш: зошто ме остави? Кој кого го оставил е големо прашање. Па што ако некој од израелците не поверувале
Дали нивната безверност ќе уништи Божјата верност? Не, секако Бог избра народ, ќе изберам народ што ќе го прослави моето име. И потоа апостол Павле го сонува Македонесот. Никако. Нека се признае дека Бог е вистинит. Бог е вистинит, а секој човек е лажлив. Ти го сакаш тоа своето, како што е напишано. Ние имаме цел систем на политичари кои ве лажат и ве продаваат, а сепак одреден слој на луѓе заради лична полза и интерес гласаат за ними. Тоа покажува дека си ти дел од тоа ткиво, почнува да врне снег. Како што е напишано, за да се покаже дека си праведен во зборовите своји и да победиш кога ќе ти се суди. Како ќе победиш? Па ако му дозволиш на Исус да дојде во твоето срце, да те научи да ги љубиш сите. Кој го победува светот, оној што верува дека Исус е Син Божи. Те сакам, Господи Исусе Христе, ако пак нашата неправедност ја истакнува Божјата праведност. Што би можеле да речеме тогаш? Ние сме неправедни, дали Бог несправедлив кога се гневи? Говорам како човек. Или зошто Бог ми прави вака, зошто ми прави онака? Татко мој кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое дојде, Исус. Царството Божие може да биде внатре во тебе, ако му дозволиш на Исус да живее. Да биде волјата Твоја. Нема христијанство ако ти ја исполнуваш својата волја. Ако не ја исполнуваш волјата на Отецот, ти си правиш како што сакаш. Покорете се на Господа. Покорност. Испротиставете се на ѓаволот, кој е внатре во вас и тој ќе побегне од вас. Никако, зашто како Бог ќе може да ги суди светот? Зашто ако вистината Божја се возвеличува преку мојата лага за слава Негова, бидејќи тој не побива, ти по известен период ќе речеш како не ми текна, зошто направи вака, погрешив. Па зошто тогаш да бидам осуден како грешник? Но се што е создадено на земјата е подложно на спасение. И тој оди за загубената овца додека не ја најде. Зарем тогаш не би требало да правиме зло, за да излезе добро? Значи, ако нема зло, нема да има добро. И тоа се човечки размислувања. Ние зборуваме за личен избор, да се усовршиш. Бог не сака фотокопирани луѓе. Создава деца Божји кои треба да научат да љубат. Сами да изберат. Впрочем, така и хулат некои луѓе на нас, велат дека така учиме. Тие се справедливо осудени. Со човечки филозофии цитираат книги од луѓе, заборавајќи дека на почетокот беше Словото и Словото беше во Бога. И Бог беше Словото, дека Словото е од Бог и ти го земаш Словото, го извртуваш, изборуваш тоа што сакаш. Па дали имаме ние некакво предимство? Кој сака да биде прв, нека биде последен, слуга на сите. Ни најмалку зашто веќе ги обвинивме како јудејците, така и елините на дворе -1. Твојот свети дух нека ме грее, татко мој, Исусе, дека се сите под грев. Значи, јудејците и македонците се исто така под грев. Иако се едните имаат завет со Бог, другите го повикуваат Бог. Нема праведен ниту еден. Нема разумен. Нема кој да го бара Бога. Се разбира. Затоа дојде Исус да ни го покаже патот. Затоа му се потребни гласници. Луѓе кои ќе зборуваат гласноговорници на вистината. Живи камења во неговата црква. Сите се отклонија, заедно станаа развратни. Нема кој да прави добро. Нема ниту еден. И овој тој стих. Грлото нивно отворен гроб. Со јазиците своји мамат. Под јазиците нивни змиски отров. Устата нивна е полна со клетва и горчина. Нозете нивни им се брзи за пролевање крв. Пустошење и маки по нивните патишта. Тие не го познаа патот на мирот. Да го одиш Исусовиот пат. Страв Божји нема во очите нивни. И човекот во еден момент мисли дека може се да прави, дека тој е Бог. По известен период ќе почнат да му се случуваат работите што им ги правил на луѓето. И тој внатре во срцето знае, добро знае, зошто му се случува тоа. Но дали гордоста ќе му дозволи да падне, да се покори пред Бог и да каже: татко мој, погрешив пред тебе и пред небото. Устата нивна е полна со клетви и горчина.
Значи Христов слуга би требал добро да размисли дека по зборовите ќе бидеме судени, што изборува. Грлото нивно е отворен гроб, лажат со јазиците своји, под јазиците змиски отров, нозет им се брзи да пролеат крв. Знаеме дека се она за што зборува законот, 3 глава Римјаните, се однесува на оние што се под законот, на израелците. Но пазете, тие се под законот, си ги сакаат традициите. Дојде Исус и го обвинија дека ќе им ги земе традициите, значи остави се земно и врви по мене. Исус не е традиција. Тоа е начин на оставање на стариот себе, да се покориш на Бог, да го избркаш тоа што е внатре во тебе. Грешниот паднат човек, за да се затвори секоја уста и така целиот свет да стане виновен пред Бога. Мојсей им даде 10 Божји заповеди, ковчегот на заветот. И никој не можеше да ги издржи. Се мачкаа со крв, правеа курбани, крвни жртви, зашто преку делата на законот пред него нема да биде оправдан никој, зашто немаш доволно сили. Бидејќи преку законот се познава гревот. Законот беше даден за да се познае дека човекот не може сам, дека потребно е Исус да се насели во твоето срце, Царството Божјо да биде внатре во тебе, да можеш да ги љубиш сите, да им простиш на сите, никого да не осудиш, да се покаеш за секој грев, да имаш водна бања во Словото, да те очисти Исус преку Словото, да се насели Словото во твоето срце. И ти да ја прифатиш Божјата волја во твојот живот, да оставиш се, да се покориш на Бог, да ги оставиш сите желби, мисли што сакаш ти, зашто преку делата на законот пред него нема да биде оправдан никој, бидејќи преку законот се познава гревот. Не кради, не убивај, не врши прелюба, не сведочи лажно против својот ближен. А сега независно од законот се јави Божјата праведност Исус, посведочена од законот и пророците. Избраниот народ знаеше дека ќе дојде Месија, но сепак дојде кај своите и своите не го примија, го распнаа, го камшикуваа, го понижуваа, му се исмејуваа. Божјата праведност преку вера во Исус Христос, преку вера. И во сите и врз сите што веруваат. Уште да се утврди што значи да се верува во Исус, зашто нема разлика. Зашто луѓето мислат, верувам во Исус, пеам песни, се молам еднаш неделно и си терам по старо. И немаш доволно љубов да се промениш, да оставиш се земно, да се оставиш себе си на крстот и да се облечеш во Исусовата љубов. Он да управува, он да биде собственик на тебе. Сите сгрешија и лишени се од славата Божја, но ќе бидат оправдани преку дар, со благодат, со Божјата благодат. И тоа е една деноминација цела. Например, Мартин Лутер Кинг, по благодат сме спасени. И тие буквално го сваќаат дека не треба ништо да прават и не можат ништо да направат, што те прави пасивен, сатаната те врзал. Напротив, треба да бидеш ловец на луѓе. Да ја даваш душата своја за браќата. Него Бог го постои, зашто апостол Павле вели, по благодат, благодатта моја не остана празна, зашто може да остане благодат празна и ти тогаш си празен. Ке поминеш на суд, духот твој ке чека. Духот негов со ревност го љуби што ни го дал. Ти немаш живот без Бог. Ти си создаден. Ке бидат оправдани преку дар со Божјата благодат, преку откупот во Исус Христос. Исус Христос плати за нас, значи тој е нашиот собственик, не откупи од канџите на сатаната, со кој те држи врзан, со кој се држиш врзан за земјава. Него Бог го постави со крвта своја да биде жртва за помирување. Крвта на Отецот Небесен, преку верата. Жртва за помирување со Бог, со Отецот, да ја покаже својата праведност преку верата. Во простување на поранешните гревови. Простени ви се поранешните, но од моментот додека го примаш Исус и го завршуваш твојот живот, треба да работиш на осветување и усовршување. И секоја мисла да биде покорна на Исус, да го отвориш твоето срце, да го даваш твојот живот за браќата, да бидеш ловец на луѓе, за да ја покаже својата праведност во опростувањето на поранешните гревови. Пазете го овој стих, во времето на Божјото долго трпение.
Значи има време на Божјо долготрпение. Тоа е времето за кое си ти на земјата. Тоа е долготрпението. Долго те чека да се покаеш. А ти грешиш, не ти текнува на Исус. Ке паднеш после болен, зошто ми правиш вака, Господи? Бегајте, не ве познавам. Бев гладен и не ме напоивте, бев жеден, не ми дадовте да пијам. Бев во болница, не ме посетивте. Се поклонивте на ликот на зверот, како што сега се поклонуваат на ковидот, носат маски, се плашат, прават фама. Само на Бог, мојот татко небесен и Исус им се поклонувам. Значи, време над Божјо долготрпение. Ако не го познаеш тоа време, потоа одиш на суд и ќе помине доста време во тоа огнено езеро, додека не се прочистиш како златото низ оган, за да можеш да дојдеш во свесна состојба. Повторно ново небо и нова земја, да станеш човек и да можеш да го избереш Исус. Бог знае, во тело или без тело, не знам, за да ја покаже својата праведност во сегашно време. Дека е тој справедлив, дека го оправдува секого. Го оправдува секого што верува во Исус. Но што значи да веруваш во Исус, ти се случува нешто и трчаш под луѓе, или викаш Исусе на помош, покажи ми како да го решам овој проблем. Значи, тој справедлив го оправдува секого што верува во Исус. Значи, време на Божјо долготрпение, да си го познаеш времето на земјата. Имаш време да повикаш, потоа ќе ти треба доста долго време повторно да дојде состојбата. Да можеш да повикаш кон Исуса, зашто и на мртвите им е проповедано Евангелието. Каде е пак пофалбата, таа е исклучена. Според кој закон, дали според оној на делата. И сега тие велат не треба да се прави ништо. Не, туку според законот на верата. Треба да правиш дела на љубовта. По делата не се оправдуваш, да. Се мислеше на крвни жртви и безкрвни. Имаш време на Божјо долготрпение. Така ние заклучуваме дека човекот се оправдува со вера, без делата на законот. Делата на законот. Да колеш грлици, да се поклонуваш таму, да правиш обреди на дворешни. Тој принцип заврши. Да одиш пред ковчегот на заветот. Човекот се оправдува со вера, но ти кога веруваш во Исус, ти постапуваш како Исус и живееш како Исус и правиш дела како Исус. Те сакам, Господи Исусе Христе, не од себе. Исус прави во тебе. Он ги врши делата. Или може би Бог зборува не за твои дела, за Божји дела во тебе. Или може би Бог е пак само на јудејците и не на незнабожците. Се разбира, тоа е на сите, на незнабожците, бидејќи еден е Бог кој ќе ги оправда обрезаните по вера и необрезаните преку вера. Дали го укинуваме законот преку верата? Никако. Туку уште посилно го утврдуваме, значи една заповед имаме сега, а таа е љуби го својот ближен како себе си. Како себе си. Верувам во Исус Христос, мојот Господ и Спасител. Што значи да веруваш? Вера. Доверба имаш ли во Него? Комплетно. Останете верни во Исуса. Да останеш верен во Исус, да се додржиш. Без вера не е можно да му се угоди на Бога. И луѓето првиот проблем и бегаат, трчаат. Преку вера Исус да се всели во вашите срца. Сето тоа се делови од живото слово. Вера колку си напово зрно, вера да не се сомневаш, ќе добиеш било што. Поверува и затоа зборува. И затоа зборува низ мене, татко ми, верата твоја те спаси. Дали имаш вера која ќе те спаси, нека ти биде според верата. И според верата бидува се во твојот живот, во твојата животна драма. Колку веруваш во Исус, се е можно за оној што верува. Се е можно за оној што верува. Се. Дали веруваш во Исус? Што значи тоа? Аврам му поверува на Бога, се нарече пријател Божји. Го однесе својот долгочекуван син Исак да го жртвува, велики Господ ќе намири. Веруваше дека за Бог, за Господ се е можно, дека ќе го воскресне. Дали ти имаш таква вера? Тоа е вера, поверение, верба, доверба. Верата е сила Исусова во тебе која действува, се остварува и се отворува. Исус знае што прави во мојот живот, сите грижи му ги предавам нему
Имам доверба. Верба и доверба во Исус. Кога ме боли нешто, не одам на доктори. Повторувам тоа постојано. Исусе, помогни ми. Кажи ми што треба да покајам, зошто ме боли, например, коленото, петата, ногата, грбот. Јас сум здрав во Исуса Христа. Ако се сомневаш, ако поверувај, не се сомневаш, се ќе биде во Исус. Ако се сомневаш, во кого се сомневаш? Во себе си или во Исус? Сомнежот е невера. Петар чекори по водата, се посомнева и тоне и вели: помош, Господе. Исус му вели: маловернику. Дали си како Петар маловерник? Па првата прилика викаш: олеле. Зошто се посомнева? Верувам во Исус, значи Исус живее. Исус живее во мене. Останувам верен во Него, што и да се случува. Прифаќам се со вера, му угодувам на Исус. Барам вера, Божја вера, Исусова вера во мене. Исус вели: имајте вера во Бога. Божја вера. Исусова вера. Стани и фрли се во морето зло. Ковид што си се нафрлил врз Македонија и насекаде. Бегај од Македонија, Сатана, во името Исусово. Преку вера Исус се населува во твоето срце. Спротистави се со тврда вера. Земи еден стих, држи се до него, живеј и верувај во него. Земи еден стих. Кој верува во мене нема да се посрами. Кој верува во мене, делата што ги вршам јас, и тој ќе ги врши уште поголеми, ќе врши од јас и одам кај својот Отец. Сете сум, Господи Исусе Христе, да ги вршам делата што ти ги вршиш. Синапово зрно и планина која се фрла во морето. Бегај од мене, планина зло. Бегај од мене, Сатана, во името Исусово. Зборување во вера е живо слово Исусово. Верата спасува. Бидува се според твојата, односно Исусовата вера во тебе. Се е можно за оној кој верува. Му поверува на Бога и стана пријател Божји. Пријател Божји. Верувам, со наследник Божји, првин си слуга Божји, раб Божји, слуга Божји, пријател Божји. Со наследник Божји, пријател Божји. Пријателот знае што работи. Таткото небесен. Оди за загубената овца додека не ја најде. Може би си ти таа загубена овца. Верувам во Господ Исус Христос. Тоа е препуштање и водство во Исус. Он да те води, да те накалеми да даваш многу род, да те учи, воспитува, да те учи, да му се предадеш, довериш по собствено си управување. Верувам во Исус, значи сум едно тело со Него. Он е главата, ти си жив камен во Неговата духовна црква. Твоето тело е храм на Светиот Дух. Ти си сонаследник, Син Божји, од тесната патека на љубовта. Слава ти, Господе Исусе Христе. И тие велат: еднаш спасен, за секогаш спасен, себе праведен. А јас ви велам, ако Исус не живее во твоето срце, ако не си му ја дал собственоста, ако не ја остваруваш Неговата волја, ако си тераш по свое, ти си само делумен христијанин, ти си деноминацијски поделен христијанин и затоа состојбата е таква. Господе Исусе Христе, те молам да им го отвориш умот на сите што слушаат, да ги разберат словата, да клекнат на колена, да се покајат. Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Да им простат на сите од срце, ти да им дадеш сила и никого да не осудат, да ја прифатат твојата волја во нивните животи и да го бараат Царството Божјо за седа ми се придодаде. Те сакам, Господи Исусе Христе, бидете благословени во мир, љубов, сила, исцелување, трпение, долготрпеливост и милоста Божја. Исусе, те сакам. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. За секогаш, Исус. Амин до Божјо Царство Небесно. Амин.
raduvaj se, raduvaj se, čedo Božje. Raduvaj se, vo Isusa ukrepi se. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Raduvaj se, возлюби me, ljubov moja vo tebe. Raduvaj se, nauči se, da prostuvaš i ljubiš se. Radost moja, ljubov moja,